Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. Вчера беше извршено класично убиство со умисла на Уставот и демократијата во Република Македонија. Огромен е, но не и најголем проблемот со бруталното кршење на се што е уставно, законски и деловнички пропишано при донесувањето на буџетот за следната година. Од оваа власт такво нешто можеше и да се очекува после се што направи во безброј ситуации во изминатите 7 години. Но она после кое за македонското општество нема враќање назад е насилничкото претепување и изфрлање надвор од парламентот на пратениците, народните избраници, на оние што го представуваат гласот на народот. И зошто? Само затоа што сакаа да го штитат Уставот, законот, деловникот. Затоа што го бранеа последниот бастион на правната држава и демократија во оваа земја. И тоа не беше се. Како и секоја диктаторска, во исто време и кукавичка власт, се обидува тоа да го скријат од очите на јавноста, па претходно насилно и со примена на физичка сила ги отстранија новинарите од пленарната сала на Собранието. И тоа не е се. Вчера пред парламентот, впрочем како и неброено пати во изминативе 7 години, власта хушкаше народ против народ, делејќи го, конфронтирајќи го меѓу себе и создавајќи зла крв. Вчера полицијата тепаше граѓани кои беа дојдени не за да ја рушат власта, туку за да го бранат Уставот и демократијата во својата земја. Почитувани граѓани, вчера кругот, кој што оваа власт го испишуваше во изминативе 7 години, целосно се затвори. Македонија конечно и дефинитивно не е демократска и правна, туку партиско-полициска, режимска држава. Тоа е вистината со која мора да се соочиме и против која мора да се бориме. Од вчера парламентот не е ништо друго освен партиска испостава на владеачките партии. За нас тој повеќе не постои и пратениците од коалицијата Сојузот за иднината повеќе во неговата работа нема да учествуваат. Од денес Социјалдемократскиот сојуз, заедно со своите коалициони партнери, преоѓа на поинаков, соодветен на приликите и карактерот на овој режим начин на дејствување. Тоа, меѓу другото, значи ќе организираме и поддржуваме секаков облик на граѓански отпор и непослушност. Ќе организираме и поддржуваме секаков вид на митинзи, протести, блокади на сообраќајници и објекти. Некои од овие наши активности претходно ќе ги најавуваме, а некои од разбирливи причини не. Почнуваме од вечерва со полчасовно блокирање на клучните сообраќајници во сите градови ширум Македонија. Во Скопје блокадата ќе се случи од 18 до 18:30 пред рекорд. Овие активности ќе траат до петок навечер. Во сабота во 12 часот ќе организираме протест пред главното седиште на ВМРО-ДПМН во Скопје. Тоа е и најлогична локација, имајќи во предвид дека оваа партија ја узурпираше државата и ја претвори во партиско-полициска држава. Почитувани граѓани, крајната цел на се што ќе правиме во наредниот период е враќање на уставниот поредок и демократијата во Република Македонија. За да тоа се случи, овој тоталитарен режим ќе мора да се замине. Ја бараме вашата поддршка во оваа битка. Битка која заедно мора да ја добиеме. И ќе ја добиеме.